Согласно најавите на Министерството за земјоделство, од 1 октомври требаше да започне со работа новото акционерско друштво Водостопанство, кое ќе управува со сите системи за наводнување, со објавување оглас за извршен директор од страна на владата што заврши на 31 август. Со владината одлука, на ниво на Македонија беше предвидена централизација на 12 јавни предпријатија за водостопанство, вклучувајќи го и струмичкото предпријатие Струмички слив. Според информациите, Струмичкото водостопанско предпријатие и покрај најавеното припојување, засега функционира како и досега и останува неизвестно која ќе се случи најавената фузија на овие јавни предпријатија кон едно акционерско друштво. Напуштањето на водоснабдителниот систем во Куклич кон крајот на август, ресорниот министер Цветков изјави дека во почетокот на октомври водостопанските предпријатија кои постојат и водните заедници кои се уште се актуелни ќе бидат затворени. Формирано е ново акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, кое согласно законот ќе отпочне со работа во почетокот на октомври, односно кое ќе приврши главната сезона за наводнување на земјоделските површини. Задачата на акционерското друштво е да овозможи подобро менаџирање, управување, стопанисување, функционирањето и одржувањето на хидросистемите, системите за наводнување и системите за одводнување, како и спроведување на програмата за ревитализација и изградба на нови системи за наводнување. Постојните водостопанства продолжуваат да работат како подружници на акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија. Новото акционерско друштво се формира во момент кога владата најави дека во наредните 10 години ќе инвестира над 200 милиони евра во нови брани и акумулации. Целата инфраструктура што е во сопственост на водостопанските предпријатија ќе премине во целосна надлежност на Водостопанство на Република Македонија.